председателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, како што кажав и вчера, истото ќе го повторам и денес, за жал, тука не дискутираме за да ги намалиме акцизите на бензинот и нафтените деривати. За жал, тука не дискутираме за како да се справиме со економската криза и ценовните шокови кои што предизвикуваат енормни поскапувања и терет на граѓаните. За жал, тука не дискутираме како да им помогнеме на земјоделците, како да намалиме зелената нафта. За жал, тука не дискутираме како да се справиме со топлинската криза, да ги намалиме доноците. За жал, тука не дискутираме за енергетската криза, затоа што владеачкото мнозинство одлучи да дискутираме за предлог на одлука за разрешување на членот на Комисијата за прашања на изборите и минувањата на Собранието на Република Македонија, на господинот Фадил Зендели, затоа што очигледно тоа стана приоритет во државата. За да ја запознам јавноста, најнапред ќе дадам еден вовед што точно се случува со оваа комисија. После локалните избори, председателот на оваа комисија стана градоначалник и комисијата остана без председател. Во меѓувреме, ние како пратеничка група од ВМРО ДПМН, врз основа на член 120 став 2 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, баравме да се закаже второто заседание на 13-тата седница на Комисијата за прашање на изборите и минувањата. Оваа наша иницијатива ја поднесовме до председателот на Собранието Талат Џафери. И бидејќи власта постојано ја обвинуваше опозицијата дека ја кочи работата на Собранието, власта не ја закажуваше оваа седница, се со цел да не се избере председател. А причината за тоа е што власта во таа комисија го изгуби мнозинството после локалните избори. Имено, власта со стопирањето на оваа комисија оневозможи останатите колеги пратеници кои што станаат членови на парламентот да бидат вклучени во другите комисии, го оневозможи брзиот избор на Уставниот суд, односно оневозможи законито функционирање на оваа комисија. Тука најнапред би се повикал и на Уставот на Република Македонија, член 62 став 3, пратеникот ги представува граѓаните и во собрание одлучува по свое уверување. Сега за власта е проблем што господинот Фадил Зендели, согласно неговото уверување и мандатот кој што му го дале граѓаните, одлучил да мисли спротивно од власта, односно да не мисли онака како што размислува власта, и затоа власта одлучи оваа комисија да не функционира додека не се избере ново мнозинство. А начинот кој што го прави тоа, бевме сведоци вчера, како господинот Талат Џафери и Дуи работат како продолжена рака на Зоран Заев и Ковачевски. При што незакажувањето на комисијата, односно за избори и менувања, се невозможи изборот на уставни суди се додека не се избере ново мнозинство. Од тука произлегува дека на СДСМ и на Зоран Заев не им одговараше да има функционален уставен суд, односно им одговара да има партиски уставен суд. Сведоци сме како лани беше избрана Добрила Кацарска токму од таа комисија и од ова собрание. Добрила Кацарска е добро позната на македонската јавност како джелатот на власта, онаа која што треба да го вади Зоран Заев од неговите кривични дела, која што треба да го помилува за подкуп и за рекет и за еден куп други предмети и која што треба да носи драконски казни кога се работи за предмети во кои што се обвинети лица блиски до опозицијата. Сега со овој преседан, кршејќи го Деловникот, кршејќи го Уставот на Република Македонија, ја партизира најнапред комисијата за избори и менувања, се со цел да го партизирате и Уставниот суд онака како што сака Зоран Заев и онака како што сака неговата продолжена рака Добрила Кацарска. За прв пат во македонската парламентарна историја, спротивно на Деловник и сите деловнички процеси, но и спротивно на Уставот, се разрешува член на комисијата без предлог на комисијата за избори и менувања. Ова досега не се случило никогаш. Ако некој друг
одговара за почитување на прописи, за почитување на деловник, верувајте дека ќе дојде ден кога ќе има одговорност затоа што овој деловник и уставот не се почитува. Знам дека целта е да го партизирате судството и обвинителството, затоа што известно е дека крајот ви се ближи и дека забрзо ќе следува одговорност за цел криминал на функционерите од власта. И мислејќи дека заглавени до кал до гуша, мислејќи дека тоа е исправниот начин, дека овие судии ќе ги штитат, дека ќе ги аминуваат и ќе продолжат да живеат со крадените пари од народот, длабоко се лажат. Во текот на вчерашниот ден беше класично насилие од власта. За да ги спречиме во таа намера, поднесовме 400 амандмани кои што беа експертно отфрлени. Така да резимирам, на крај, со прекршувањето на сите овие процедури, на деловникот, на уставот, дадовте само еден дополнителен пример, како и на другите комисии, Комисијата за политички систем, Комисијата за образование, дека оваа власт знае да функционира само со насилие, да гласа дневен ред без гласање, да разрешува членови спротивно на деловник, но верувајте, ова не е ниту нормално, не е ниту здраво за една парламентарна пракса која што во иднина да судри и од вашата глава. За крај, македонските граѓани не гледаат тука сите и очекуваат да ги решаваме нивните проблеми, а не да ги решаваме проблемите на Зоран Заев и на останатата криминална клика од СДСМ, која што се заглавени во криминал до гуша. Не знам како да ви објаснам, но крајот ви се ближи и за се тоа ќе следува одговорност од првиот до последниот. Ви благодарам. Реплика пратеничка да Лидија Тасевска. Велете.